Евроколедж на 13 декември годинава организираше свечено доделување на дипломи на последната генерација на дипломирани додипломци и постдипломци при Евроколедж Куманово. На свеченоста во зградата на Општинскиот комитет им беа доделени дипломи на 50 на студенти од 19-тата генерација на дипломци на коледжот. Поздравувајќи ги студентите и родителите, директорот на Евроколедж господинот Љубиша Петрушевски истакна дека Евроколедж кој влегува во 23-тата година од своето постоење е најстарата приватна високообразовна установа во државата која се уште активно работи. Ние имаме долга историја и сме навистина горди со тоа. Јас би се навратил на таа историја и бе поделил накратко на три главни периода. Првиот период беше од самото основање на коледжот, значи коледжот е основан на 11 ноември 2003, што значи неодамна слаевме полни 20 години, влегуваме во 23 година. Првиот период на Евроколедж беше во време кога не постоеше де факто приватно образование. Со гордост може да кажам дека сме на најстарата приватна високообразовна установа во Македонија, бидејќи во 2003 кога ние се оформивме, тука постоја заедно со нас само ММ коледж и Нью Йорк коледж кој веќе не постоја за жал, така да остававме најстара приватна високообразовна. Мислам дека тоа е податок кој треба да го знаете. Во периодот од 2003 до 2008 година заедно со Министерството за образование и акредитацијскиот одбор го создававме образование. Државата не знаеше, не сакаше некако да го прифати приватно образование, така да заеднички, со заеднички напори го создававме, како создававме темели за тоа што треба да изгледа и како треба да изгледа високото образование со приватни, да кажеме, провайдери. Од наша страна, основна функција беше што повеќе да учиме од познати институции од Соединените Американски држави од Велика Британија. Значи, не кажувам ништо ново, ако кажам дека тие два система се најразвиени системи во светот, така да ако сакате да направите квалитетен производ, логички е дека треба да учите од најдобрите. Ние тоа го правевме и тоа е процес кој се уште трае. Значи, нашите темели кои ги постававме од 2003 до 2008 се заснова со бројни партнерства, како што веќе Наташа кажа, работевме и со Универзитетот од Ливерпул, и со Уелс Универзитетот, работевме со Кенсингтон коледж од бизнис, со Лондон Сити коледж, со многу институции пред се од Велика Британија, кои ни помагаат да полека буквално научиме како работи глобално образование. Воедно, нормално, работевме и на тоа да ги запазиме стандардите кои од нас ги очекуваше Министерството за образование и акредитацијска одбор, така да 2008 година добивме конечно и македонска акредитација, кој реално тоа не беше нашата главна цел. Нашата главна цел беше да научиме и да даваме британски дипломи или американски дипломи, а македонското образование не беше во втор план. Но, под притисок на Министерство за образование, се согласивме дека ајде ќе даваме и македонски дипломи. Така да, тој прв период се заврши со приспособување и со учење. Никако другаче не можем да го кажем. Вториот период, кој може да го кажам грубо од 2008 до 2018, беше период кога темелите што ги имавме, основите кои ги имавме, почнавме да ги умножуваме со додатни партнерства, ама и со учество во разни асоциации. Наташа го спомна Идеал. Идеал стои е скратенка за International Distance Learning League. Значи, ние направивме едно тело за далечиско акредитација на далечиски институции кои има далечиско учење. Во тој проект, значи ние бевме телото кој акредитиравме заедно со врвни универзитети од Соединетите Американски држави, од Азија, имавме од Филипини, имавме од Индија, имавме од Бангладеш, имавме од Малезија. Го научивме оној друг дел, кои се тие стандарди кои се потребни за една институција да работи
и на таков еден начин. Сега размислите, ние го тоа направивме во 2011, што се случи во 2020, кога почна COVID, нели, сите отидовме онлайн. А ние веќе бевме тело кое знаевме како тоа треба да се спроведува и акредитиравме институции за еден таков вид на образование. Према тоа ни даде шанса да го научиме образовниот бизнис и на еден начин на кој порано не знаевме и на кој никој не го преминуваше овде. Како и да е, во 2018 година се вративме на оригиналната идеја дека наместо да се распрашуваме, иако бевме успешни, добивавме награди, почнавме со Еразмус програми, бевме најдобри во Еразмус програма едно време, пред 7-8 години бевме најдобро пласирани на Шангхајска листа од приватни. Сепак дојдовме до идеја дека треба да се фокусираме на еден универзитет. И тогаш дојдовме до идеја да дојдеме Лондон Метрополитен. За самиот квалитет и успешноста на оваа институција се произнесе и академскиот тим на Евроколедж, па така на присутните им се обратија професор доктор Марија Младеновски и професорката Фросина Николовска. Дипломата што денес ја добивате не е крајна дестинација во вашето професионално надоградување, туку билет кој ќе ве води кон нови можности и нови искуства. Пред вас се нови предизвици, а вие треба да се соочите со предизвиците, да размислувате критички и да дадете свој придонес во општеството како компетентни и одговорни професионалци. Волт Дизни рекол: сите соништа може да станат реалност, ако имате храброст да ги следите. Затоа, бидете храбри. Знаењето што го стекнавте, нека биде темел врз кој ќе го градите вашиот идентитет, а дипломата поттик да поставите нови, повисоки цели во вашиот професионален живот и да ги остварите вашите соништа. Ви посакувам секој избор што ќе го направите во иднина да биде воден од интегритет, од желба за напредок и подготвеност да создавате вредности во професионалниот и личниот живот. Ви посакувам среќа, успех и исполнет живот, личен и професионален. И уште еднаш, во име на професорите, честитки на сите дипломци и многу успех во понатамошниот живот. Свесни сте дека завршува еден значаен период од вашиот живот, значаен етап од животот ви предстои и се надевам дека добро сте спремни и добро ве подготвивме ние од професорскиот кадар на Евроколедж и целокупниот персонал на Евроколедж. Всушност, да успешно се справите со сите предизвици кои ги носи вашиот иден професионален пред се, но и општествен живот. Ве чекува турбулентно, динамично општество, општество на промени, како што милува да каже еден теоретичар на промени Грахам, промени кои се случуваат со темпо побрзо од нашето сваќање за нив. Но јас верувам дека вие сте спремни да се адаптирате, да се прилагодите на сите тие промени, но од друга страна, јас верувам дека следејќи ја таа некоја авангардна црта која помалку или повеќе сите ја поседуваме во Евроколедж, почнувајќи од деканот, па сите ние помалку или повеќе нели сметаме дека имаме, и вие имаме пренесено, барем во еден дел, и на вас, за да можете и самите да инициирате промени, и тоа во насока на поголема слобода, повеќе правда, поголем квалитет на живот и конечно заживување на еден мериторен принцип и во професионалниот и во целокупниот општествен живот, според кој знаењето, способностите, вештините конечно ќе дојдат до израз визави и значи сите оние значајни општествени вредности, човечки вредности визави оние за жал квази вредности кои доминираат во не само нашата економија, туку особено во културата, во политиката и во другите сфери од општественото живење. Јас верувам дека ве способивме за тоа. Може би некој ќе разочарам, верувам дека не, меѓутоа може би кога ќе кажам дека образованието не завршува овде. Вашето образование не завршува ниту вашето, ниту било чие. Значи образованието е процес кој нема крај. Како што рекол нели Кришнамурти, значи не е доволно да прочитате книги, тој индиски еден филозоф, ниту да положите испити.
како идни банкари, службеници, менаџери, предприемачи, сметководители, јас верувам дека ќе се и понатаму надоградувате во вашите знаења, а сметам дека базичните знаења ги имате веќе од овде. Евроколедж на таков начин успешно ја заокружи работата во 2025 година, кога успешно дипломира и нова генерација на дипломци од првиот и од вториот циклус на студии по програмата на Лондон Метрополитен Универзитетот и оствари ново партнерство со Каризма Универзитетот, кој е национално акредитиран универзитет од Соединетите Американски држави. Како круна на сите напори, Акредитацијскиот совет за високо образование на Република Северна Македонија неодамна ја обнови акредитацијата на Евроколедж за студиите на вториот циклус по бизнис администрација за периодот од 2025 до 2030 година. Сите овие активности ја потврдуваат успешноста и стабилноста на коледжот како еден од лидерите на приватното образование во државата.